Има многу стари вицови што имаат предрасуди и може се кажуваат. Сега не знам да набројам, ама во принцип да. Внимание, зборуваат граѓаните. Дали македонските вицови содржат предрасуди, на пример оние за плавуши или оние за полицајци? Да, и за плавуши, за полицајци, и за малцинства, за све. Некој пат е стварно со намера да се насмееме, некој пат е наврели. Преминува граница. Да. Мислам дека македонските вицови највише содржат. Зошто е тоа така? Не знам, пошто народот е полн со предрасуди може би. Да, и дека луѓето немаат отворено срце, да немаат предрасуди. Да, дефинитивно содржат предрасуди, меѓутоа вици сметам дека не треба да се сватени толку сериозно. Мислам дека не. Зошто не? Тоа се вицови, треба да се смее народот, треба да се газе. И за мене да има вици, јас ќе се смеам. Не сметам така, мислам дека виц сепак е направен за народот да се насмее, за луѓето да се насмеат. Виц е како виц, црна хроника. Да, предрасуди се, ама не знам, со тек на време ние ги нормализиравме. Содржат предрасуди, ама мислам дека тоа е природата на вицовите. Колку повеќе се смееме за такви работи, толку полесно е да се надминат. Што правиш кога ќе слушнеш виц кој што е предрасуда или навредува група граѓани? Премолчуваш или реагираш во момент? Само се премолчувам, не се не смеам ни ништо, затоа што колку и да реагираш, некој кога мисли дека е смешно, колку сакаш да му кажеш, ќе му биде смешно. Реагирам натре во срцето, пошто знам дека тоа не е уред и си викам дека треба да се смениме и да одиме напред. Не би било фер, мислам да. Аха, би рекол дечки ова не е окей, не е во ред. Да. Најчесто мојата реакција би била тоа е многу глупаво и не би го повторила тој виц понатаму. Искрено зависи на кој начин ќе го кажат вицо се. Ако го кажеш така малку поостро, можно е да изреагирам бунтовно, ама Добра. ако го кажа така нормално ќе се згазам од смеење и јас мислам. Сепак кажувам дека е шала и дека не е ништо злонамерно, него е виц за да се насмееме, не е ништо злонамерно или нешто суеверно. Ако не ми се смешни, не реагирам, само така поглед да фрлам. Саканувачки да речам, демек. Доста е. Добро. Тоа е тоа. Дали 100 пати повторена предрасуда, макар и да е кажана како виц, може да стане вистина во општеството? Може да стане вистина, пошто ќе се вкорени во потсвеста на луѓето и тоа е лошо за размислувањето на еден народ. Може да биде како една пропаганда. Зависи, мислам дека од човекот како ќе ја свати и како ќе се постави. Па не мора да значи, зависи. Има многу стари вицови што имаат предрасуди и може се кажуваат. Сега не знам да набројам, ама во принцип да. Предрасудите се верувања на луѓе кои што мислат дека веќе тоа е вистина. Ако имаш свој морал, своји цели, нема за тебе тоа да биде вистина, колку пати да ти е потврдена или повторена шалата. Не мислам дека може да стане вистина од повторување, едноставно тоа дали е вистина не е поврзано со колку ја повторуваме. Апсолутно. Колку повеќе повторуваме некои работи, без да е виц, нели станува Така. сериозно, бидејќи може да биде навредливо. Ако некој побара да се престане, треба да се престане. Јас сум крупна и цело време правам шеги само за себе. Ја можам да се шегувам на моја сметка, меѓутоа ако некој друг претера, ќе му кажам да престане. Дали можеме да ги научиме децата да не се исмеваат со врсниците кои што се поразлични од нив? Апсолутно, да. Тоа станува збор за воспитување, за култура. Кога сме деца, не сме свесни за одредени работи, затоа мора да ги подучиме. Да, мислам дека би можела. Меѓутоа, мислам дека тоа најмногу доаѓа од нивните родители. Можеме, ама прво треба родителите да ги научиме и да имаме програма на самосвесност кај што луѓето можат да научат да ги почитуваат различностите на луѓето. Да, децата треба да се научат и тоа што сепак дете не разбира, и колку повеќе му се збори, му се објаснува на детето, толку може повеќе да свати, бидејќи влијае на менталното здравје. Па да, со дружба, со дружење, со интеракција, не знам, спорт. Како родителот го научи детето што е смешно, што не е смешно, е дека има различни деца од него и дека тоа ништо не ги прави помалку или повеќе. Искрено може, да. Повеќе внимание да се обрне на децата. Сега само дадат ти го телефона и терај се, разбираш? Треба малку внимание, треба да се седе со децата, да се направи, да се комуницира ово оно. Внимание, зборуваат граѓаните.